Вработените во судство денеска преку протест побараа повисоки плати како и ветените додатоци на плати за кои велат дека се уште не се исплатени. Незадоволството кај нив не стивнува. Излегоа на протест пред Основниот кривичен суд во Скопје. Ние во изминатиот период на достоинствен, мирен и културен начин присуствуване, организиране во председател судски совет, баране прием со министр за правда, не добивме време, простор за диалог. Во таа насока почнеме со постепено изразување на задоволството. Велат дека доколку не се случи промена од септември се планира тотален штрајк со неработење на судовите. Судовите да се затворат, па нема да може да функционира ни државата како што ние не функционираме со овие плати. Ни извод на неосудуваност не може да се извади, вработување нема да има. Значи сето тоа ние од септември, ако немаме слух од Министерството за финансии и од судски совет, како до сега што немавме, планираме од 1 септември или од почетокот на септември да почнеме со генерален штрајк во сите судови во цела Македонија. Револтирани се што судскиот буџетски совет од финансии побарало пренамена на пари за додатоци на администрацијата во суд само 5%, а не од 30 до 35 како што беше до март годинава. Прашувам, доколку со правилник, со закон е утврдено дека судската служба има право на додатоци до 35% за ризик при работа, за прекувремена работа, за доверливост, што од овие услови судските службеници не исполнуваат, па судскиот буџетски совет носи одлука само за 5%. Протестот денеска е само предупредување, велат од УПОС. Имавме додатоци на плата, од кога се покачи платата на функционерите, веќе додатоци не се исплаќаат бидејќи нема средства во буџетите, ни во судовите, ни во обвинителството. Луѓето да работат секој ден, најефикасни администрации и во едната институција и во другата институција, нека ни објаснат како и зошто не се исплаќаат додатоците на плата, иако во двата закони стоја дека мора да се исплаќа. Додатоците на вработените во судството се укинаа на истата седница на Уставен суд кога се донесе одлука за укинување на 2 члена од Законот за плати и надоместоци на избраните и именувани функционери, а со која нивните плати се зголемија за 78%.